Актуелната ситуација во државата на само еден ден пред закажаното гласање на недоверба на актуелната влада станува се повеќе комплицирана, вели аналитичарот Ибрахим Мехмети. Во однос на позициите на албанските партии, вели нивната намера и мотивација била јасно изразена, но оти проблем било непостоењето едногласност во смисла што потоа. И мислам дека ова е причината зашто имаме вакви менување на позиции, на ставови на некои од главните учесници. Мислам дека албанските опозициони партии се малце во по-комплицирана позиција, споредено со македонските партии ВМРО и Левица, бидејќи ако можеме да кажеме дека ВМРО победи на локалните избори, албанските партии помина малку полошо, да речеме, од нивниот главни опонент, и мислам дека тоа ја прави нивната позиција малце потешка, и верувам дека постои страв дека поради тоа што не успеат да добијат доволен кредибилитет, односно поддршка од албанските гласачи, дека тоа ја комплицира нивната позиција во барање на промена на владата и нивно вклучување во овој процес. Мехмети смета дека до последен момент власта и опозицијата ќе водат битка која партија да ја придобијат на своја страна, бидејќи бројот на партијници бил доста изедначен. И секој очигледно дека ги мерка своите шанси, своите изгледи, како би се позиционирала во евентуална влада. А од друга страна имаме дилеми околу тоа дали треба да се направи промена на мнозинството во тековниот мандат или треба да се добие чист мандат со нови предвремени избори. И сите имаат различни позиции, различни интереси, различни калкулации, и затоа и имаме вакви поместувања и несигурност, би рекол, кај некој од нив, што е најдобро за нивната партија. Мехмети смета дека гласањето за доверба на владата ќе биде многу тесно, но вели дека не постои друг начин освен ова да се реши со предвремени избори, иако тоа не било најдоброто решение. И да се случи, да речеме, да преживе ова влада уште некој време, мислам дека ќе биде многу нестабилно, затоа што страните ги менуваат позициите, и очигледно сите се во трка за нови стартни позиции и за компонирање на нова влада. Очигледно дека никој не гледа едината во ова сегашна композиција. Во однос на најавите на Зоран Заев дека засега го одлога повлекувањето од премиерската позиција и од функцијата претседател на СДСМ, Мехмети тоа го гледа во притисокот врз него како од страна на партнерите во владата, така и од надворешните фактори кои имале интерес на континуитет на овие политики. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.